Во изминативе години во Полошкиот регион зголем е неинтересот за мерката самовработување која ја спроведува Агенцијата за вработување. Во третата фаза од нејзината реализација се вклучува и Агенцијата за поддршка на предпријатија ЕСА од Тетово, од каде што потврдуваат дека годишно изработуваат над 250 бизнис планови. Можеме да кажем дека нашиот регион е во еден од на ниво на искористеност, да кажеме, на мерката е поголем, бидејќи во последните 3-4 години бројката се движи помеѓу 250 и 330 изработени бизнис планови и процент на добитност, или да кажеме кога одат во комисија за вработување. Минатата година имавме 296 нови бизниси. Годинава, еве, задутре ќе почне самата мерка со имплементација. Имало околу 500 апликации, а избрани се во Тетово, а избрани се околу 220-230 кандидати на кои ќе им се заработи. А на ниво на Полошки регион околу 750 апликации, а 336 кандидати. Верувам дека и ова година ќе биде над 300 бројката, што практично значи помеѓу 5 и 7% од вкупниот број на постојни бизниси во Полошкиот регион, што не е мала бројка. Агенцијата за поддршка на предпријатија ЕСА функционира и како регионален центар за поддршка на социјални предпријатија. Во склоп на проектот правиме разни активности за промовирање на социјалното предприемништво, каде што даваме значај или поддршка на групите од категоријата на луѓето од маргинализирани групи. Да бидат вклучени сите тие што се заинтересирани, прво да добијат знаење и вештини за нивната вработливост, ако сака да се вработат, но уште позначајно е проектот дека сака да идентификуваме организации, невладини или приватни иницијативи што вклучуваат и сакат да основат бизнис, да имат собствен бизнис овие категории на луѓе што ги спомнав порано, за да бидат стварно социјални предпријатија каде што ќе искористат и можности и поддршка што би требало во склоп на проектот да се реализираше стратешката програма на поддршка на социјални предпријатија. Во тек поддршка дава проектот да се направи и законот за социјални предпријатија, кој верувам дека до крајот на проектот и ќе биде одобрен, и после да има законска рамка за социјални предпријатија